Пред нас формално правно се наоѓа документ потпишан од председателот на владата од Димитар Ковачевски, со кој се бара разрешување на Беким Сали од функцијата министер за здравство. Што да кажем? Ако зборуваме за она што го осеќаат граѓаните од оваа влада, ќе стане збор само за презир кон сето она што му се случува на обичниот македонец денеска во оваа понижена држава. Зошто? Заради катастрофалните резултати кои што ги покажува оваа влада. И кога приоѓаме кон оваа реконструкција, прашање е дали може да биде расипано нешто што не функционира. Дали може да биде дополнително уништено нешто што е веќе корумпирано до самата срж и корупцијата произлегува, се разбира, од самиот врв. Дали има поопасна комбинација од ароганција, од корупција и незнаење кога станува збор за вршење на јавни функции? Дали луѓето кои што се водат секогаш од приватниот интерес можат да се движат за јавниот интерес? Често се зборува дека политиката е извор на неволите во Македонија. Хајде да дефинираме што е тоа политика. Политика значи донесување на одлуки кои што се од јавен интерес. Дали станува збор за донесување на одлуки од јавен интерес кога гледаме реконструкција на влада која што се базира исклучиво на лични интереси, исклучиво на лични пазарења? И замислете, после еден цел месец медиумска изложеност во кој што јасно и гласно се кажуваше пред македонската јавност дека се бара Министерството за правда, дека се бара Министерството за здравство. Предлагачот, оној кој што предлага да бидат разрешени, да предлага да биде разрешен министерот за здравство, излегува и овде од оваа говорница, еве го стенограмот, ќе каже: прво, цитирам: за мене оваа реконструкција на влада не е мотивирана од имиња и презимиња. Денешните одлуки не се мотивирани од тесно партиските интереси на ниту една партија од владата. Ноторна лага и целосно понижување на интелигенцијата и на овој законодавен дом, меѓутоа и на секој еден граѓанин во Македонија. Нехумано е, недолично е, неморално е, посем еден месец пазарење да излегувате и да ги убедувате граѓаните дека не станува збор за партиски интереси. Дополнително, станува збор за разрешување на министер за здравство. Во експозето е споменато се, само не здравството. Дали ќе бидат и ќе останеме на патот на прогресот, стабилноста, енергетиката, животниот стандард, безбедноста на граѓаните. Го нема здравството. А ќе го подсетам на членот 11 од Законот за влада. Председателот на влада го насочува действувањето на влада и нејзините членови во согласност со програмските определби и насоките кои таа ги утврдува. Овие разрешувања немаат никаква врска со програмата на владата која што беше предложена само пред една година овде во собрание. Овие разрешувања имаат само за цел и се поврзани со партиските пазарења кои што се налик, рековме, на пазар 3. Понуда побарувачка. Кој побарува повеќе, кој ќе понуди повеќе, на тој начин се составува и се реконструира оваа влада. Меѓутоа, не можете оние кои што ја доведува државата во оваа состојба и оваа влада да биде реконструирана затоа што она што веќе е расипано, не можете тие кои што го расипале со помош на ароганција, со помош на корупција да го исправат. Актите кои што ги донесуваме овде можат да имат императивен или индикативен карактер, односно индикативен на која пресликуваат волјата и што го сака народот, и императив кога нешто и заповедаме. Далеку сте од индикативноста затоа што ниту сте излегле на избори, нити сте го слушнале овој народ, нити знаете што сака да ви каже народот. Живеете во меур составен и исклучиво од корупција и од лични интереси.
лични интереси на енергетските фирми, на вас, како предлагач на ова разрешување, на вашиот кум. Енергетските фирми видовме дека половина влада постепено влегуваат во бизнисот со енергија. Не може таткото на министерот за транспорт и врски, Благој Бочварски, кој што е член во вашата влада, да ви основа фирма за производство на електрична енергија. Не може вашата сопруга покрај вашиот кум да влегува во бизнис со електрична енергија. И не ме загрижува пазарењето кое што сте го правиле за овие кои што ги гледаме, затоа што тоа е само врвот на сантата мраз. Се поставува прашање, уште колку пазарења сте направиле, со кои други луѓе за да останете на власт да купите уште некој месец. А тајмерот е исклучен. Уште десетина месеци до крајот на вашиот купи ден помини мандат. Нема ништо што вие можете да го направите што ќе го продолжи вашето владење. За жал се продолжува само вашата агонија, затоа што ја видовме неспособноста и на што се базира вашиот економски модел. 1,6 милиарди задолжување. Секоја година нови 9.500 пензионери, нови 7.000 административци, помалку 5.000 фирми во приватниот сектор, иселување од најмалку 20.000 луѓе секоја година. Еден просечен македонски град ви го снемува од државата, додека вие градите кариера на политичко чудо. Од анонимус, од непознат човек, кој што 2 дена по изборот за мандатар добива државна помош на фирмата која што е основал со неговиот кум, до човек кој што денеска, една година подоцна, во држава која што има безброј кризни состојби, кризна состојба во енергетиката, која што има невиден раст на инфлацијата над 30% инфлација, сега се дрзнувате и да имате предлози за реконструкција на влада. Се сеќавате на новинарот кој ви дојде во владата и кој ви го донесе лебот за кој што вие велевте дека поевтинил, ви го донесе лебот и ви каже: премиере, овој леб е истата цена како што беше пред еден месец. И ви кажа: тука некој лаже. Остануваат тие зборови: тука некој лаже, кога станува збор за владата. Лажете со секој предлог на закон, лажете со секој предлог за реконструкција, лажете со секој предлог за ново решение. Лажете и во експозето. Имате само еден интерес, а интересот се знае: тендери и државна помош. Охрабрете се и излезете и кажете колку број групата во рамките на СДСМ кои ви уценуваат и ви бараат надомез во кеш за да гласаат за оваа реконструкција на влада. Затоа што она што се гледа со пазарењето за министерските места е само врвот на сантата, еве нека знае македонската јавност, врвот од сантата, од уцинувањата и пазарењата кои што доаѓаат од страна на парламентарното мнозинство. Срам да ви биде на вас, затоа што седите во овие столици и се пазарите на грбот и на маката на македонскиот народ. Оние кои што беа со вас, гледаме како ги отфрлате. Излезете и кажете уште колку пазарење за министерски, директорски места и за различни привилегии има кои што се дел од подземјето во вашата партија. Тоа и го кажете на овој македонски народ, затоа што на крајот на денот сметката за вашата неспособност ја плаќаат граѓаните. Меѓутоа, верувајте ми, многу брзо ќе дојде денот кога Македонија ќе се ослободи од најлошата влада досега. Многу брзо ќе дојде денот кога ќе паднете во историски заборав и од политичкото чудо на македонската политичка сцена ќе останат само црни страници за корупција, невидена корупција во власта. Подобро одете си уште сега, отколку да ја продолжувате агонијата. Благодарам.